Кои се препораките на докторите во однос на пикот на грипот, каде што сега ги добивме и последните информации, Козле веќе има исполнет капацитет на дечиња кои што се заболени? Можем да кажем дека температурните разлики си го направија своето, поготово и празниците, контактите, луѓето излегуваат некогаш бањат и порите на човековото тело се отворени, така да препорачувам ако некој е настинат, прво неколку дена дома да се седи, топли напивки да се пијат, да се изолира во домашни услови, секогаш да биде добро рехидриран, многу е битно заради тоа што грипот на почеток најголем број од пациентите прави јака болка во грлото и високи температури. Така да нема потреба за паники, значи во овој период секогаш има овакви појави на грипозни состојби, настинки и се. Битно е луѓето топли напитоци да внесуваат, да се рехидрираат топло, да се рехидрираат со електролити, значи во аптеките има така да има електролити за деца, електролити за возрастни. Уште еднаш ќе повторам, да се обратат до својот матичен лекар, но без паники, без причина за некои стресни состојби и матичниот ќе одреди дали состојбата има потреба да се дадат некои додатни антибиотици, да се види дали се станува збор за грип или станува збор за настинки. Како што кажавте, вообичаена појава во овој период од годината, меѓутоа голем дел од населението и не ја сваќа така сериозно состојбата, па поради тоа имаме и толку голем пик секоја година. Значи, пак ќе кажам, едноставно е доникнабев на работа, така да огромен број од пациентите оваа година не видов во зимските периоди, во тие ладни денови кога мрзнат прозорците на автомобилите, значи каде што навистина се минусни температури, никој од пациентите капа и шалче не носи. Значи, соодветно треба облекување прво за овој период, второ да не се консумираат ладни напитоци, бањата веднаш да не се излегува, огромен број на прослави се направија во врска со пречекот на Нова година, сите имаат по неколку тури групи, дали професионални, дали приватен живот, каде што направија дружби за Нова година. Повторно, има средување, танки кошули, танки фустани и сето тоа, тоалетата не беше соодветна спрема ниските температури кои што беа неколку дена. Затоа уште еднаш ќе препорачам топли напитоци, слоевито облекување, бидејќи варира температурата во текот на денот. Значи имаме од минус 4,5, минус 7 во раните утра до после до 17 степени во текот на денот. Нема потреба за паника, повторно ќе кажам, ништо нема да отстапува од било која друга година. Луѓето прво 2-3 дена да видат како ќе се движи состојбата во своите домови, може да се слушнат со своите матични, сите сме на линија со нашите пациенти и ако осетат дека состојбата се влошува, ќе се обратат кај својот матичен доктор и боловање ќе се отвори и соодветно терапија ќе се даде, дали палијативна, за да се намалат болките во грло, во гради или било што, ќе се направат крвни слики, по потреба ќе се даде и антибиотик, но уште еднаш ќе обрнам внимание за хроничните пациенти. За оние кои што се диабетичари, имаат други хронични заболувања, тие би препорачала да се обратат веднаш кај својот матичен лекар и да се види заради тоа што кај нив, поготово диабетичари, било која настинка, било кое воспаление мора да се превенира со антибиотик, заради тоа што микроциркулацијата кај нив е нарушена.